Слушај, Ивица, напишав песна, ако сакаш да си среќен, излези во природа, види ги дрвјата. Слушни го ветрот, сонцето нека те огреа и да си тажен ке се насмееш. Ивица, Ивица, каде си? Леле, само останав. Корисникот кој го баравте, во моментот го има исклучено. Зошто не се јавуваш? Телефон или е Здраво, која си ти? Многу бава песна си напишала. Каде одиш? Што носиш во раката? Се шетам, односно го барам брат ми Ивица, се изгубивме. А ова ми е телефонот. А не носиш нешто попаметно како курпа со храна? И кај ти е црвената капа? Не знам, немам ни капа ни корпа. Вака сега, јас треба да те сретнам и да те прашам од кај ти е капата и наметката. И ти треба да ми кажеш дека ти е снашил од баба ти, дека затоа сите те викаат црвен капа. И после јас ќе те прашам каде си тргнала и ти ќе ми кажеш дека одиш кај баба ти, дека е многу болна и ќе ми кажеш и каде живее баба ти. Таква е приказната за црвен капа, разбираш? Јас разбирам, ама ти мене ми измешаш од црвенкапа, ама јас не сум таа. А која си ти? Па јас сум Марица. А одиш кај баба ти или не? Не одам. А зошто да одам? Затоа што јас сум волкот и треба пред тебе да стигнам да изедам баба ти е потоа и тебе. Не може да ми изедеш мене. Не сакам такви работи. Ај добро, ако не си црвенка, па како залутава мојава бајка и која си? Колку пати треба да ти кажам дека јас сум Марица? А да, и го барам брат ми Ивица. Добро, ти не си во бајката за црвенка, па. Туку во бајката за Ивица и Марица, ја знам. Има и за мене бајка? Има сите ја знаат. И како е бајката за мене? На крајот ќе ме најде принцот и ќе живееме среќни на крајот на животот. Не, ти не си во таква бајка. Нема принц во твојата бајка. Туку една вештерка што има чоколадна куќа. И таа ќе сака да види тебе и брат. Добро де, не грижи се, на крај ќе се спасите. О не, пак со јадење. Ама не сакам такви бајки, грозно, не сакам, си одам. Не оди. Ако сакаш ќе идам со тебе да ја најдеме куќата од чоколади. Ќе го најдеме и брат ти и еве ќе ја јадеме куќата. Што видиш да надам кај бабата од црвенката? Па, не е лоша идеја. А лошата вештерка? Остави ме мене, да се плаши од мене. Ајде, одиме. Јас сум црвенка, па имам црвена капа и одам кај баба ми. Тра-ла-ла-ла. Уште ова ниво и готово. Еј, внимавај малку, гледај каде одиш. А извини, која си ти пак? Зара не ме препознаваш? Во црвено облечено од глава до пети. Не ме препознаваш? Па не знам. Си слушно за црвен капа? Ти си црвен капа? Да, јас сум, ама требаше овде да го стретнам волкот, а те стретнав тебе. Па добро, и јас ја барам сестра ми, а те најдов тебе. И како може да има волк во парк? Не разбирам. Пак така, ова е бајка, а во бајките може се. Ама волкот, ако ја сретнал сестра ти, сигурно ја измешал со мене. Да не ја изел. Не. Ама сигурно нешто ја лажал, таков е тој. Секогаш нешто плетка. Каде да ги бараме? Знаеш, Марица не ми се јавува на телефон. Ајде вака, ти барај ги на лево, јас на десно, ама за пола сат пак да се вратиме овде. Добро, чудна некоја тактика за барање, ама добро. Кога веќе сум во приказнава, ќе те послушам. Ете само видо, гледаш? Ово е прекрасен парк, некогаш припаѓала на моето фамилија. Но сме го подарили на градот. Сега сите можат да уживаат во природата, во тревниците, покрај фонтаните, јаве и еден споменик. Да, принцип. Прекрасно место, убава природа, тивко, без сообраќај. Иако малку ми е тешко да бидам самовила во 21. век. Нас на самовилите не ни остана многу просто. Ова е невидено, само фрлат
сегде, само стават ѓубре позади нив. Тетке, смирете се. Каква тетка? Јас сум вештерка. Плашете се од мене. Добро, тетка вештерке, смирете се. Ајде седнете малку на клупава, одморете. И нас не ни е лесно, ама уште овој парк ни остана. Марица, каде си? Кој те научи така да фрлаш? Зошто фрлаш? Бргу лицето да го вратиш ќе. Добро, јас само трај ги оставам за да не се загубам. Ја банам сестра ми, ја изгубив. Црвенка па ја нема, а требаше да се врати. И сега ве до вас, а вие може ке ме изедите? Ајде, не плаши се, не ти правиме ништо лошо. Туку, каде ја изгуби сестра ти? Ивица, те најдов. Па каде беше? Марица, како дојде овде? Туку каде отиде Црвенка па? Наваму или натаму? Морам да ја побарам. Почекај тука, не оди никаде. Ќе гледа дека се брат и сестра, колку сте смотани, само се губите и цел парк кој жакавте се пластични кеси. Кој ќе собира покој? Ништо не знаете за екологија, само во телефоните гледате. Еден ден и главата ќе се изгубите. Вие две престанете. Зарем не гледате дека девојката се изгубила? Која си ти? Јас сум Марица, а ти? Зарем не знаеш од вести, од Инстаграм? Зарем не си ме видела? Јас сум принцот и овој парк припаѓаше на моето семејство. Тоа беше пред 200 години. Принц. Добро де, јас сум принц. И сакам да се запознам со вас, младо дамо. Е како принц? Па мене ми рекоа дека во мојата бајка немало принц, туку вештерка со куќа од чоколади. Кој ти кажа? Па волкот. Мене ми личи на некој домашно милјаниче, ама добро ако ти велиш дека е волк. Имате куќи од чоколади, не кажувате? Па јас не се фалам како тебе. Ова е премногу галама за мене. Се извинувам, морам да си одам. Добар ден на сите. Тебе воспитано дете, не фрла отпадоци и не употребува пластични кеси. Ти дали си принцеза? Кој сте сите вие? Јас сум Црвенка па. И немам време, морам да го најдам патот. А јас кога ќе најдам вистинска принцеза? По погрешна бајка сум постојано. Си одам. Не може така. Ми измешавте бајката и не успев да се видам со Црвенка па. Ми замина. Ивица, Марица, каде сте? Никаде ја нема Црвенка па. Тука сум. Тука сме, мамо, а Црвенка па си замина, немала време. Ете, цел ден ги барам, за џабе си телефоните, пак се изгубивте? Најдовте куќе по пат? Не, јас сум волкот и многу сум гладен. Ах, дали е се ворит со децата? Да не ми направил некој нешто лошо? Не, само теткава не караше. А зошто ве караше? Фрлаат ѓубре на секаде и јас не сум тетка, туку вештер. Ах, се извинуваме, господи вештерке. Нема повеќе така да прават, но се исплашиле. Нема да се повтори, Нема извинете. да се повтори. Ајде да се Ајде одиме сега да се дома. одиме. А јас дам во оваа приказна. Кој ќе ми помогне мене и гладен сум. Ајде, деца, да си одиме. Станува опасно овде. Волкот го менува влакното, ама умот не. А јас сум многу гладен и на никого не му е гајле. Ајде дојди кај мене на супа, ама немој да ме изедеш куќа. Па сега кога залута во друга приказна и супа добро ќе ми дојде. Ајде дојди, ма. И супата е многу здрава. Ајде.